Еве, почитувани граѓани, денеска сте сведоци на еден голем циркус во Собранието на Република Македонија. Мнозинството гласа еден куп закони по скратена постапка, закони за кои што и воопшто не се запознати за тоа што станува збор, односно кои се измените во тие закони, бидејќи законите беа предложени непосредно пред седницата и немаше доволно време да се прочитаат тие закони. Односно, денеска се случува нешто што во минатото беше многу критикувано од страна на власта, односно носење на куп закони по скратена постапка. Меѓутоа, сведоци сте дека денеска колегите многу лесно стискаат зелено копче за еден куп закони по скратена постапка, односно гледате и сами дека ова алатка носење на закони по скратена постапка си ја применуваат многу често. Денеска дури се случи и нешто многу чудно во Собранието што досега и се немаше случено, односно закони кои што беа разгледани веќе и беа предложени по редовна постапка, беа разгледани во матичните комисии и на Собранието во прво читање, се повлекоа за денеска да бидат ставени по скратена постапка. И еве повторно на дневен ред имаме еден закон кој што беше во редовна постапка, дискутиравме за него, се повлече и во интерес на граѓаните јас накратко сепак би кажала нешто за што станува збор за да бидат граѓаните информирани. Односно, со измените и дополнувањето на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување се воведува еден нов критериум за членување во задолжителните пензиски фондови во вториот столб, односно до сега важечкиот критериум за прво вработување да биде критериум за влез во задолжителниот фонд во вториот столб, сега се заменува со возраста на осигуреникот. Зошто се прави тоа? Затоа што се има воочено дека оние повозрастни членови и на задолжителниот, односно првиот пензиски столб и на вториот, кои што неодамна отидоа во пензија, всушност беа оштетени, односно нивното членување во вториот пензиски столб им донесе многу пониска пензија отколку на оние пензионери кои што беа членови само на првиот пензиски фонд. Од тие причини и сега се предлага членувањето во вториот столб, пензиски столб, да биде за сите оние кои што се помлади од 40 години. Нешто што сакам да потенцирам е и тоа дека членувањето се воведува новина, членувањето да биде во вториот фонд на сите оние кои што се родени пред 1 јануари 1967 година, бидејќи се има забележено дека оние кои што се помлади имаат подолг, ќе имаат можност повеќе години да работат, тие нивните средства да се оплодуваат и на тој начин нивната пензија да биде еднаква со оние кои што се зачленети само во првиот пензиски столб. Позитивен е законот и сметам дека со оваа измена неправдата која што беше направена кон некои пензионери со оваа измена ќе биде тргната од законот. Благодарам.